Добар ден, почнува првиот дневник на Канал Плюс со содржини за денешните настани на истокот и пошироко. Останете со нас во наредниот околу половина час. Почнуваме после најавата на дел од темите. Тендери за улици во Виница, целосно уредување на влезот на Штип и асфалтирање улици до Пониква. Ова е дел од актуелните и планирани градежни зафати на истокот. Проектот за бесплатна бањска рекреација за пензионерите се цени како успешен. На 32.000 пензионери ја искористиле оваа привилегија од 2010 година до сега. Со канење на гостите започна пијанечко-малешевската свадба. Главниот настан е на 5 септември, кога општина Дилчево се подготвува за многу гости. Почнуваме со инфраструктурните зафати во регионот. Во Виница во тек е тендерска постапка за два крупни инфраструктурни проекти: асфалтирање на патот Липец-Осојница и уредување на влезот на градот. Во општина Виница деновиве тече тендерската постапка за реализација на два поголеми инфраструктурни проекти, кои се и дел од изборната програма на градоначалникот Емил Дончев. Првиот проект е дел од изборната програма 2013-2017, тоа е изградба на локалниот пат село Липец река Осојница. Продолжуваме со втората фаза. Првата фаза беше реализирана минатата година, односно беше асфалтирано 2,2 километри во вредност од 17 милиони денари. Сега продолжуваме со втората фаза, односно изградба на 1,5 километар што остана до селото Липец во вредност од 12 милиони 700 илјади денари. Значи вкупната инвестиција некаде е околу 30 милиони денари. Со ова ќе се овозможи директно поврзување на селото Липец со регионалниот пат спрема Берово. Досега Липец единствено имаше асфалтен пат преку селото Блатец. Паралелно со јавното осветлување кое јавното претпријатие за државни патишта го поставува во Виница со канделабри, локалната самоуправа ќе го докомплетира со пешачки патеки и тротоари. Вториот проект не е дел од програмата, а од проектите кои што не се ветени, а се реализираат во општина Виница. Тоа е уредување на влезот на општина Виница. Откако беа поставени канделабрите за осветлување на влезот на Виница, сега ќе продолжиме со изградба на пешачка патека која што треба да го поврзува делот од индустријската зона до влезот на градот. Целиот проект ќе чини некаде околу 3 милиони денари и тоа се средства од буџетот на општина Виница. Ке се асфалтираат пристапни патишта до спортско-рекреативниот центар Пониква. Во тек е средување на документацијата за уредување на просторот Арамиска чешма со мини езерца. Во план се паркинзи и канализацијски мрежи, а се изработува и документација за нови ски патики и ски лифтови на Пониква. Осоговието станува пожелна туристичка дестинација. Манастирскиот собор кај Свети Василий на Пониква на Осоговските планини беше можност повеќе верниците и посетителите да го посетат манастирот и да се воодушеват на убавата архитектура, фреско-живописот, но и на местоположбата на манастирот. Сместен на надморска височина од 1640 метри, манастирот е богатство и за посетителите и за верниците. И овој дел е еден од оние моменти кои што ги вложуваме заеднички сите, и општините Кочани и Пробиштип и другите организации, па и самата Македонска православна црква, Охридска епископија, да овој дел заживее. Да овој дел кој што е напуштен, кој што е оставен воглавном на стари луѓе, напуштен од помладите, да го повратиме назад. Било преку туризмот, било преку овакви организации, преку овакви посети, било преку користење на капацитетите кои што ги нуди Осоговскиот масив со шумските богатства, со шумските плодови и сето оно кое што може да се овде забележи. Општините Кочани и Пробишти продолжуваат со инвестициите во спортско-рекреативниот центар Пониква за развој на планинскиот туризам преку целата година. Добиените проекти се гаранција дека на овој план доправа ќе се вложува. И двете општини и владата на Република Македонија се грижиме да овој дел се развие. Веќе се добиени проектите за асфалтирање на дополнителни патишта овде, се работи на документацијата за изградба на езерцата Арамиска чешма, се работи документацијата на проширување на ски лифтовите
и новите ски патеки, се работи на документацијата за паркинзи, се работи на документацијата за фекалната канализација. Очекуваме дека во наредните 5-6 години ова ќе прерасне на вистина во еден прекрасен дел, во еден летен и зимски центар во Источна Македонија. Приоритети за урбанизација на Пониква има неколку, но најнеопходна е изградбата на фекалната канализација и паркинг просторот, а изградбата на новите ски патеки и ски лифтови се услов повеќе за развој на овој спортско-рекреативен центар во Источна Македонија во зимски услови. Во тек е реализација на втората фаза од проектот за уредување на влезот во Штип. До крајот на неделата треба да биде асфалтирана влезно-излезната сообраќајница. Проектот е вреден околу 9 милиони денари. Во третата фаза предвидена е конструкција на тротоари, за што општината има предвидено буџет од над 50.000 евра. По асфалтирањето на кружниот тек на влезот во Штип во населбата Железничка, општина Штип и јавното претпријатие за државни патишта продолжуваат со втората фаза од проектот за уредување на влезот во Штип. Во тек си и градежните зафати на сообраќајницата, која води до подвозникот кај кампус 4. До крајот на оваа недела се очекува да заврши комплетно проектот, значи до спојот на патот кој што води кон 3 чешми, односно после подвозникот кај кампус 4, со што и овој дел на Штип ќе биде комплетно уреден. Во трета фаза општината предвидува конструкција на тротоари и за што има веќе издвоено буџет од околу 50.000 евра. Се очекува до крајот на оваа недела да биде асфалтирана оваа влезно-излезна сообраќајница. Со уредувањето на влезот ќе се реши еден од поголемите проблеми, не само на жителите во оваа населба, туку и на студентите кои одат пеш и до кампус 4. Со реконструкцијата на тротоарите ќе се зголеми и безбедноста на сообраќајот. Вредноста на целиот проект чини 9 милиони денари или повеќе од 145.000 евра. Во тек се и 3 тендерски постапки за асфалтирање на локални улици и сообраќајници. А наскоро ќе завршат и постапките за асфалтирање на улица Вардарска, Балканска и Тодор Чучков. Караванот Купи куќа, купи стан, ова попладне е во Штип. Сите заинтересирани може да ја посетат презентацијата на проектот, која ќе се одржи во зградата на општина Штип во 17 часот и 30 минути. На презентацијата во организација на Министерството за финансии ќе учествуваат и градежни фирми од Штип со понуда на станови и представници од банките. Невообичаено високи температури имаме на почетокот на овој септември. Регионот денес се најде во жолтата алертна фаза, заради што лекарите предупредуваат да се зголеми нивото на заштита од врелото септемвриско сонце. Високите температури на 30 степени ќе се задржат и во наредните денови. Самото време кај одредени случаеви предизвикува и влошување на здравствената состојба, особено кај хронично болните и постарите лица. Одитната медицинска помош од Штип вела дека за среќа нема посебни интервенции кои се однесуваат на колапси и топлотни удари. Најчесто пациентите се жалат на стомачни болки. Во овој период, значи со оглед на пролонгирањето на ова топло време, најчесто станува збор за стомачни заболувања, значи пациентите најмногу се жалат на покачен крвен притисок, исто така се жалат на гадење, повраќање, проливи, така што најчесто имаме интервенции во врска со таа проблематика. Препораките на Министерството за здравство остануваат исто како и досега. Граѓаните максимално да се заштитат во нетоплиот период од денот. Да се избегнува интензивен физички напор, да се избегнува значи директно изложување на сонце во периодот, да речеме, од после 11 часот до кај 17 часот некаде, и да се пијат многу течности, да се јаде полека храна и нормално да се престојува во климатизирани простории. Синоптичарите од Управата за хидрометеоролошки работи соопштија дека Источна Македонија до сабота ќе остане во жолта предупредувачка фаза со температури од над 30 степен Целзиусов. Во наредните денови продолжува периодот на многу топло време, ќе преовладува претежно сончево, во текот на утрешниот ден ќе има појава на умерена облачност, а температурите утре ќе бидат слични на денешните, значи во Малешевијата околу 31 степен, а во другите делови околу 36 степен.
Благ пораст на температурите ќе имаме во следните денови, односно во петок и во сабота, кога максималните дневни ќе бидат во границите помеѓу 31 и 38 степени во петок, значи, а во сабота помеѓу 32 и 38 степени. Во однос на подрачјето на Источна Македонија нема да има значителна промена во дневните температури и метеоалармот значи ќе си остане и понатаму до сабота во жолта фаза за ова подрачје. Веќе од понеделник според прогнозата на УХМР не очекува пат на температурите, што значи метеопатите и хронично болните посебно да се грижат за нивната здравствена состојба. Виничките земјоделци присуствуваа на отворените денови кои ги организира платежната агенција и Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието. Корисни информации добија земјоделците од Виница, Исти Бања и Трсино. Директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Билјана Вуковиќ, вчера попладне оствари средба со земјоделците од Виничко, кои од различни причини се соочиле со проблеми во исплатата на субвенциите. Земјоделците на маса изнесоа повеќе проблеми со недоставени решенија за исплата, со пријавена одредена бројка на грла за субвенции, а исплатена минимална, потоа неизвршена контрола од страна на инспекцијските служби и ред други забелешки. Представниците од агенцијата на лице место ги проверуваа податоците и укажуваа со совети на што треба да внимаваат земјоделците при пријавувањето за субвенции. Впрочем, целта на овие посети е тие кои имаат дилеми, како и нерасчистени ситуации кои се водат во агенциите за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, да им се разјаснат, како и да разговараат за прашања од нивен интерес и за проблеми со кои се соочуваат при аплицирањето за субвенции или пак доделување земјоделско земјиште и да побараат стручна помош. Овие средби кои во вечерните часови се реализираа и во селата Трсино и Истибања, се и можност земјоделците да постават прашања за програмите за финансиски развој или субвенции. Целта е непосредно давање стручно мислење за кој било интерес на земјоделците, но и да се извлечат одредени сугестии, предлози, како и критики кои би се преточиле во механизам за комуникација со нив. На земјоделците покрај нејаснотиите околу субвенциите и другите типови поддршка им се образлагаат сите законски измени. Од 2010 година пензионерите имаат можност за бесплатна банска рекреација и туристички викенд. До сега 32.000 пензионери ги искористиле бенефитите од овој владин проект, кој годишно чини 780.000 евра. Голем интересот на штипските пензионери за бесплатна банска рекреација. Владиниот проект за бесплатна банјска рекреација и бесплатен туристички викенд за пензионерите, кој беше дел од изборните ветувања на ВМРО ДПМНЕ, успешно се реализира од 2010 година, период во кој ова право го имаат искористено 32.000 пензионери. Токму поради тоа ќе продолжи и наредната година, за што е предвидено уште 8.500 пензионери да го искористат ова право. И тоа 5.500 ќе може да ја искористат можноста за банјска рекреација, а 3.000 ќе го искористат правото за бесплатен викенд. Оваа година дополнителен број, дополнителни 2.000 луѓе ќе заминат, 2.400 луѓе ќе заминат на бања. А веќе следната година проектот ќе продолжи и нови 5.500 пензионери ќе одат на бања во 2016 година, затоа што проектот е многу добро прифатен. Пензионерите испраќаат пораки дека се многу задоволни. Што се однесува до Штип, во првиот дел од оваа 2015 година, 190 пензионери го добија правото за користење на банјско-климатска рекреација или бесплатен туристички викенд. Во вториот дел на годината, односно веќе од овој месец, од апликантите кои аплицирале во текот на февруари годинава, 20 штипски пензионери ќе може да го користат овој проект како дополнителна возможност за банјско-климатска рекреација или туристички викенд. Апликација за користење на овие две услуги може да поднесат сите корисници на пензија кои треба да исполнуваат одредени критериуми. Постојат критериуми определени од Министерството за социјална политика, кои што се бодираат сите апликанти. Значи, во зависност од една од висина на пензија, време трајање на примање на пензија, вид на пензија, дали е корисник на туѓа нега, не е корисник, дали имат
други некои карактеристични случаеви во користењето на пензија за да добијат одредени бенефиции, односно бодирање. На пример, ова година има предност и добиваа повеќе бодови пензионерите кои произлегуваат од рудниците кои се работели во подземен коп. Аплицирањето за користењето на банјско-рекреативни услуги и туристички викенд во текот на наредната година ќе биде повторно во февруари, кога повторно ќе биде објаснет правилникот за користење на услугите, односно бодирањето како се доаѓа на одредено место на листата на корисници. Здравков истакна дека нема да може да аплицираат само оние кои од 2010 година наваму веќе го искористиле правото на овие услуги кои ги нуди владата преку Министерството за труд и социјална политика. За реализирање на овој проект, кој е од огромно значење за пензионерите и се реализира преку Министерството за труд и социјална политика, а за чие аплицирање документи се поднесуваат во подружниците на ПИОМ, владата има обезбедено 780.000 евра. 21-годишен штипјанец заработи кривична пријава и притвор заради разбојништво. До сега се товари за 37 кражби, главно на постари лица, од кои на улица крадел пари и накид. СВР Штип минатиот месец бележи пораст на расветлени кривични дела. Од пријавени 62 кривични дела, расветлени се 30. Кривична пријава поднесе СВР Штип против 22-годишно лице од Штип поради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело разбојништво на 61-годишна жена, при што физички ја нападнал, а од вратот на брутален начин и откинал златно ланче. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство против 21-годишно лице од Штип поради постоење на основано сомнение дека сторил кривично дело разбојништво. Имено пријавениот на 28 минатиот месец околу 9 часот и 20 минути на улицата Широк дол во Штип, додека 61-годишна жена се движела пеш по улицата, на брутален начин физички ја нападнал и со удари по телото и главата и нанел повреди, а потоа викајки гласно и барал пари, пошто насилно од вратот и го скинал и одзел златното ланче, пошто се дал во бегство. Инаку, пријавениот со кривичната пријава е предаден на судија на претходна постапка, од чија што страна му е изречена мерка притвор во време траење од 20 дена. Пријавениот е познат на службата за вакви кривични дела и досега од страна на СВР Штип му се поднесени 37 кривични пријави. Инаку изминатиот месец СВР Штип бележи зголемена ефикасност на расветлени кривични дела за разлика од истиот период минатата година. Изминатиот месец август во поглед на ефикасноста на расветлени кривични дела од областа на класичниот криминал бележиме зголемена ефикасност, односно од вкупно 62 кривични дела со непознат сторител, расветлени се вкупно 30 кривични дела, со што бележиме зголемена ефикасност од 48% во споредба со изминатиот период ланската година, кога процентот бил 37%. Центарот за правно-политички истражувања при Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип утре ќе организира втората меѓународна научна конференција Општествените промени во глобалниот свет. На конференцијата се пријавени повеќе од 150 трудови со учесници од 18 земји од светот. Трудовите се однесуваат на правото, политичките науки, социологија и медиуми и комуникации. Домашните вести ги заокружуваме со најава на една убава традиционална манифестација во Делчево. Почнува пијанечко-малешевската свадба. Главниот настан е на 5 септември. Организаторот е КУТ Гоце Делчев од Делчево, а покровител на манифестацијата е Општина Делчево и Министерството за култура. Со месена погача, шарени бомбони и сливова ракија се канеа гостите на 9-та пијанечко-малешевска свадба во Делчево.
Деверот и шоферката на невестата Виолца Лека од Тирана, Република Албанија и младоженецот Делче Маринков од село град Делчевско, заедно со уште 12 момчиња и девојчиња од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, по стариот адет ги поканија илјадниците гости кои се очекуваат на главната имплементација на свадбата на 5 септември и на 39-тиот меѓународен фолклорен фестивал во Делчево. Се одржа семинарот за изучување на свадбарски ора, песни и обичаи и се одржа обуката на младоженецот и невестата за главната церемонија која ќе се одржи на 5 септември, ќе започне во 11 часот на летната сцена во градскиот плоштад во Делчево и ќе трае некаде до 14:30 со големото свадбарско оро и потоа ќе дефилираме до манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија во Делчево, каде ќе биде и стариот автентичен ручек свадбарски. Ќе може да се видат адетите, обичаите, истерување на невестата, стројавање на невестата, кланење пред кумот, доаѓање на сватовите, доаѓање на деверите, водењето на невестата на вода и многу други обичаи. Официјално свадбата започна на 30 август со бројни активности, адети и традиција од Пијанечко-Малешевскиот регион, а ќе трае се до 7 септември со испраќање на гостите од странство. Во четврток на 3 септември дел што е ставен во програмата е меѓународниот форум со учество на уметници од Бугарија и Македонија. Тоа е дел од проектот подобрување на квалитетот на живот и промоција во пограничниот регион за општина Делчево и општина Симитли. Потоа во петок имаме отварање на етнографска изложба, која етнографска изложба ќе биде отворена во 17 часот. Ќе презентираме и пијанечка традиционална храна. Деветата пијанечко-малешевска свадба на која Виолца и Делче ќе ја крунисаат својата љубов на стар автентичен начин под превезот на традицијата е во организација на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, покровител е општина Делчево, партнери општините Пехчево и Берово, а поддржувач Министерството за култура. 8 лица загинаа во пожар кој избухна во стамбена зграда во северниот дел на Париз. Над 100 пожарникари учествувале во гасењето на пожарот, а причините за негово избухнување се уште непознати. Според полициски извор загинале 8 лица, меѓу кои и деца. На местото на пожарот се наоѓаат бројни спасувачки и противпожарни екипи. Во Нов Белград на булеварот Зоран Гингик е пронајдена неексплодирана бомба тешка околу 100 килограми. Бомбата ја пронашле работници на Белградски електрани при изведување на работи. Министерството нагласи дека работниците на Белградски електрани со багер ја ископувале авионската бомба со маса од околу 100 килограми која е во доста лоша состојба и најверојатно е останата од Втората светска војна. 6 возови Евростар беа блокирани синоќа поради група бегалци кои биле на шините во тунелот под Ла-Манш на француска територија. Евростар компанија чии возови се обраќаат меѓу Лондон и Париз или Брисел. 5 нејзини возови стојат на влезот во тунелот на француска страна бидејќи има луѓе на шините. Групацијата Евротунел објави дека превозот на камиони со вагони се одвива нормално. Во напад извршен со американско беспилотно летало биле убиени 5 милитанти, додека 4 други биле ранети. Нападот бил извршен во северозападниот дел на земјата на границата со Афганистан. Северен Вазиристан е за солниште на Ал-Каида и на талибанските милитанти. Од почетокот на годинава досега во Пакистан били изведени најмалку 12 напади со беспилотни летала. Најмалку 18 турски градежни работници биле киднапирани од вооружени мажи во ирачката престолнина Багдад. Работниците биле најмени од турската компанија која гради спортски стадиум во североисточниот багдадски кварт Садар Сити. Тие спиеле во каравани на градилиштето кога вооружени мажи кои носат воени униформи пристигнале со магнетив зори и ги киднапирале. Се уште не се познати идентитетот и причината за киднапирање.
Македонската кошаркарска репрезентација денес заминува за Загреб. Пред заминувањето во Скопје се одржа пресконференција, каде што беа присутни селекторот Срабиновски, председателот на Федерацијата Пеце Наумовски и кошаркарите Владо Илиевски и Бојан Трајковски. Селекторот Маријан Срабиновски со оптимизам за Европското кошаркарско првенство. Оптимисти сме за настапите во Хрватска, но исто така и реални. Секоја наша победа во Загреб ќе биде голем успех за Македонија. Грција ја почитуваме, но тие се фаворити во овој дуел, иако постои простор за изненадување, ќе се обидеме да го искористиме. Поради тоа што сме свесни дека патуваме со лимитирана репрезентација, но и со голема желба за да се надигруваме со останатите. Поразите можеби беа поради тоа што долго патувавме, но секако беа како добре дојдени за да ја темпираме нашата форма. Беше дел од изјавата денеска на селекторот Срабиновски во спортскиот центар Борис Трајковски. Ова европско првенство ќе се одржува во 4 држави. Македонија ќе биде дел од групата С, која ќе се надпреварува во Загреб, заедно со домакинот Хрватска, Грција, Словенија, Грузија и Холандија. Откако потпиша нов договор со бугарката Ина Рашова, женскиот кошаркарски прволигаш клубски доби уште едно засилување за новата сезона. Младата Ангела Ставрова е новото име кое доаѓа од Кошаркарската спортска академија, инаку поранешен член на клубот Јуниор, кошаркарка која својот потпис го стави како што вели самата, најмногу поради успесите кои во минатото ги има постигнато делчевскиот прволигаш. Јас сум Ангела Ставрова, чест ми е што потпишувам за клубот клубски, затоа што како прво има одиграно многу финални, освоено многу први места и се надевам дека ќе допринесам за доброто на клубот и да имаме подобар пласман. Ангела Ставрова е кошаркарка на кошаркарскиот клуб Јуниор од Скопје, значи имаше играно во јуниорско првенство на Македонија 97-98 генерација. Таа исто така ученичка втора година во спортската академија по кошарка, иако млада, ќе биде една од клучните играчи на кошаркарскиот клуб клубски. Клубот првите надпревари во новото првенство ќе ги одигра кон почетокот на октомври, а до тогаш ќе течат и подготовките кои пред се ќе се базираат на силни тренинзи и одигрување контролни надпревари, вели тренерот Липчо Петровски. Ова е прва фаза каде што доаѓа до адаптација на кошаркарките, бидејќи летово има подолга пауза, меѓутоа мислам дека еве со почетокот на тренинзите и пријателските утакмици кои се најавени во наредниот период, ние ќе ја достигнеме формата и оваа година ќе се бориме пак за првите места во кошаркарската лига на Кошаркарскиот сојуз на Македонија. Инаку освен Ставрова, својот договор го потпише и бугарската интернационалка Ина Рашова, која и оваа година му останува лојална на клубот од Делчево. Заврши дневникот во 16:30, наредното издание во 20 часот. Имајте убаво попладне со нашата програма. Во продолжение информација за времето.